Tačno ke ja sakam, gorka ja svoja, Skopje kaže mi. Хуманитарна акција за собирање училишен прибор за деца од најранливите категории граѓани беше реализирана во општина Газибаба по покана на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН при општинскиот комитет Газибаба. Во акцијата се приклучи и градоначалникот на општината Бован Стевковски, која истакна важноста од поддршката за децата и семејствата на кои им е најпотребна. Според него, ваквите иницијативи се пример за солидарност и општествена одговорност, особено во периодот пред почетокот на новата учебна година. Акцијата има и дополнително символично значење, бидејќи беше реализирана на денот на раѓањето на мајка Тереза, која низ светот е препознатлива како символ на хуманоста, милосрдието и помошта кон оние на кои им е потребна. Од иницијативата посочуваат дека целта не е само да се обезбеди неопходниот училишен прибор, туку и да се даде поддршка на децата кои се соочуваат со потешки материјални услови. На тој начин, како што велат, се придонесува секое дете да ја започне учебната година со потребните средства и со чувство дека има поддршка од заедницата. Особено се нагласува значењето на еднаквиот и достоинствен почеток на учебната година, без оглед на материјалната состојба на семејството. Собирањето на училишен прибор е насочено кон тоа основните училишни потреби да не бидат пречка за децата рамноправно да учествуваат во наставата. Стевковски упати признание дека младите кои ја реализираат иницијативата, оценувајќи ја како пример за грижа кон заедницата, се помош за оние на кои таа им е најпотребна. Хуманоста е најголемата лекција што можеме да ја пренесеме, порача првиот човек на Газибаба. Општина Центар започнува есенска теренска офанзива во рамки на која градоначалникот Горан Герасимовски заедно со општинските служби и одговорните лица од урбаните заедници ќе ги посети сите мала и улици на територија на општината. Целта на теренските обиколки е директно да се утврдат проблемите со кои секојдневно се соочуваат граѓаните и да се утврди каде е потребна брза интервенција од страна на општината. На терен ќе се евидентираат оштетени улици, тротоари, дупки, паднати или оштетени столчиња, проблеми со урбаната опрема, како и други недостатоци од комуналната и урбана инфраструктура. Есенската офанзива започнува од Капиштец, во следниот период ќе продолжи во останатите мала и урбани заедници во Центар. Од општината велат дека на овој начин сакаат проблемите да се согледаат директно на лице место, наместо да се чекат и да бидат пријавувани да стигнат до надлежните служби. Почнуваме од Капиштец, но ќе ги поминеме сите мала улици и урбани заедници, заедно со службите одговорните во урбаните заедници, но и со граѓаните, вели Герасимовски. Посочи дека и покрај тоа што општинските служби работат секојдневно, секогаш постојат работи кои треба дополнително да се поправат и подобрат. Од општина Центар најавуваат дека теренските обиколки ќе продолжат во наредниот период и ќе ги опфатат сите урбани заедници. Целта е забелешките и барањата на граѓаните побрзо да стигнат до надлежните служби, а интервенциите да се реализираат таму каде што има потреба. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје секојдневно реализираат рачно миење на микролокациите на кои се поставени садовите за одлагање комунален отпад во сите скопски општини. Како што информираат од предпријатието, миењето најчесто се изведува во доцните вечерни часови, откако ќе бидат испразнети контейнерите. Покрај миењето на просторот околу садовите за отпад, екипите продолжуваат и со редовно одржување на хигиената на скопските улици и булевари. За таа цел се врши машинско миење на сообраќајниците со употреба на автоцистерни. Во рамки на активностите за одржување на јавната хигиена, во пресред на големиот верски празник Успение на Пресвета Богородица, екипите на предпријатието извршија миење и чистење на просторот околу повеќе верски објекти во Скопје. Беше опфатен целиот простор пред црквата Рождество на Пресвета Богородица, која се наоѓа во строгиот центар на градот, како и непосредната околина и дворот на манастирот Успение на Пресвета Богородица во кањонот Матка. Од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје посочуваа дека активностите се дел од континуираните мерки за одржување на јавната чистота и подобрување на хигиената на јавните површини во Скопје. Особено внимание, како што наведуваат од предпријатието, се посветува на локациите со поголема фреквенција на граѓани, како и на просторот околу контейнерите, каде редовно миење се реализира по нивното празнење.
Општина Илинден реализираше проект за реконструкција и модернизација на водоводната мрежа долж улица 9, со кој се очекува да се подобри сигурноста и квалитетот на водоснабдувањето за жителите од овој дел на општината. Во рамки на проектот е изградена нова главна водоводна линија со вкупна должина од околу 1200 метри. Со новата инфраструктура, како што информираат од општина Илинден, ќе се овозможи постабилен воден притисок и поефикасно функционирање на водоводниот систем. Една од целите на реконструкцијата е намалување на хидрауличките загуби, што треба да придонесе за поголема сигурност и ефикасност на мрежата. Подобрувањето на водоснабдувањето е од особено значење во летниот период, кога поради високите температури и зголемената потрошувачка се зголемува и оптовареноста на водоводниот систем. Од општина Илинден посочуваат дека со реализацијата на проектот се создаваат и подобри услови за стабилно водоснабдување. Новата водоводна линија треба да обезбеди поголема сигурност за домаќинствата долж улицата 9, истовремено да придонесе за поефикасно управување со водните ресурси и намалување на проблемите поврзани со притисокот и загубите во мрежата. Улицата Ферит Мурат е една од поважните сообраќајници во општина Чаир, денеска се асфалтира на најголем дел од трасата, со што влегува во завршна фаза нејзината целосна реконструкција. Информацијата ја сподели градоначалникот на општина Чаир Изет Меджити, кој посочи дека со поставувањето на новиот асфалт улицата добива целосно нов изглед, а реконструкцијата треба да придонесе за подобрување на инфраструктурата во овој дел од општината. Според Меджити, проектот е насочен кон создавање подобри услови за секојдневно функционирање на жителите, како и за полесно и побезбедно одвивање на сообраќајот по оваа сообраќајница. Асфалтирањето на најголем дел од трасата представува еден од завршните чекори во процесот на реконструкција на улицата. Со новата коловозна површина се очекува да се подобри состојбата на сообраќајницата и да се улесни движењето за жителите и останатите учесници во сообраќајот. Градоначалникот оцени дека станува збор за значајна инвестиција која видливо го менува изгледот на овој дел од Чаир. Реконструкцијата на Ферит Мурат е дел од инфраструктурните активности на општина Чаир, насочени кон подобрување на состојбата на локалната патна мрежа, како и уредувањето на сообраќајната инфраструктура. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја